На неколку пати се последни време рекува стажерите од Куманово, Унити бара средба со вас. Ке го дадете ли тоа задоволство да седете на заедничка маса? Значи, не станува збор за задоволство, станува збор за одредени реализација на активности кои, како што кажав, Сојузот на синдикатите на Македонија секогаш ги реализирал во еден историски континуитет. Значи, со тоа Сдружение на стечени работници УНИТ имаме години наназад, значи соработка, години наназад имаме водено разговори, посебно истите се интензивираат кога ќе дојдат избори или во тек на предизборна постапка, тогаш се поинтензивни тие разговори. Значи, ние не бегаме од разговори. УНИТ како Сдружение на стечени работници е едно од 10 Сдруженија на стечени работници, а ставот на Сојузот на синдикатите на Македонија е дека секогаш кога ќе побараат разговор сите Сдруженија на стечени работници, тогаш тие разговори се водат на највисоко ниво, додека и согласно заклучокот на денешната седница, значи овластен е представникот на Сојузот на синдикатите на Македонија, кој е од регионалната канцеларија во Куманово, да ги води разговорите, а потоа да ни информира за тоа што понатаму ќе преземи Сојузот на синдикатите на Македонија. Постапувањето на сила на законот за обештетување на стечајците помина 15 дена и веќе треба да се знаат кои работници ќе бидат обештетени и кои од кои фирми. Ги имаме ли имињата на фирмите и колкав ќе биде бројот? Значи, првичната проценка беше дека тука ќе бидат опфатени од околу 3000 работници, со оглед на тоа што тече постапката. Значи, тие податоци веројатно најрационално ќе ги добиете во Агенцијата за вработување. А од страна на Сојузот на синдикатите на Македонија, како што кажав, имат отворен повик сите работници кои чувствуваат потреба дека треба да му биде помогнато, ако има нејасноти дали треба да се најдат во одреден список, дали одредено предпријатие е внесено во тие списоци, или пак има нејасноти во делот на дефинирањето на собственоста со оглед на големиот историски континуитет кој го имаме во решавањето на проблемот со стечајните предпријатија, слободно да се обратат во Сојузот на синдикатите на Македонија. Бара средба лично со вас и некој најавија дека за 7 дена ќе аботираат работата на канцеларијата регионална на синдикатот во Куманово. Како ви коментирате овие условувања? Значи, Сојузот на синдикатите на Македонија, верувам и сите институции во државата не работат со условувања и со уцени. Исто така одобруваме секакво обид за решавање на правилата на тие што сметаат дека се повредени одредени права, но на еден рационален, институционален начин кој е вообичаен. Така да и во тој правец така размислуваме да ги реализираме нашите активности. Што доколку бидат компанијата што ви чистеше тука синат, се отпуштени и најавуваат дека Значи, за тоа ќе се обратите до раководителот на тоа предпријатие Синак. Вие знаете дека оваа зграда имаше голем број на корисници на закуп, тие замина, има одредени проблеми во делот на тоа што сигурно дека бројот кој е присутен во таа зграда не соодветствува на обврските, но за тоа се разбира има компетентна личност и компетентно предпријатие, така да не можеме ние како Сојуз на синдикати на Македонија да се мешаме во политиките на други предпријатија. Што доколку гледаш од протест на УНИТ на стечајците, ќе видиме ли председателот на ССМ еднаш на протест, не само на слики со премиери и министри? Значи, ако ја памтите и ако ја гледате оваа страна, ние секојдневно сме во организации тамо каде што треба, секојдневно сме па во дури одредени прекини, протести и штрајкови, а за УНИТ го кажав ставот. Што доколку бидат обештетени само 300-400 стечени работници, како што тврдат од УНИТ, ќе се барат едно измени во закон? Значи, прво треба да видиме да се спроведи законот, да видиме какви се ефектите од законот, па понатаму ќе разговараме. Во секој случај, поентата е сега, сите оние кои треба да ги искористат правата од овој закон, да му возможиме услуга за истите да ги реализират.